Повеќе да се слуша гласот на младите и тие да станат активни чинители на политиките во една општина, а локалните самоуправи да ги имплементираат во своите програми нивните потреби, доколку сакаме да се стопира иселувањето. Ова беше една од главните пораки кои што се упатија на одбележувањето на првиот роден ден од постоењето на младинскиот центар во Македонски Брод. Младите бараат итно подобрување на квалитетот на животот. Може да се подобри ако сите се ангажираме и ако направиме нешто од нашето градче, кое ќе биде многу поатрактивно и младите ќе бидат многу позаинтересирани да се вклучат во креирањето на политиките, бидејќи посебно кај нас младите, тоа веќе станува многу незаинтересирано, те не се заинтересирани, мислам дека во тој аспект треба да се подобриме и да бидеме многу поактивни. Зошто се случило тоа? Како се довеле во една таква ситуација? Па мислам дека тоа е поради околината, што сите ствараме некаков напон едни на други, едноставно сакаме да избегаме. Да заминете од тука? Кој како? Различно за секој. Како да се задржат еве младите тука? Па со многу повеќе културни настани, најпрво нели самото образование, отварање на вакви едукативни центри, како и многу поголема соработка со нив, нели како што напоменав, едукативни програми, културни настани кои што ние настојуваме да се одржуваат. Едноставно, места каде што младите ќе можат да се изразат. Ова е еден од само 8 вакви центри отворени од страна на општините низ Македонија, кои што помагаат младите да се изразуваат слободно во повеќе сфери и да се слушнат нивните мислења. Во текот на целата година бевме отворени околу 770 часови, каде што не посетија вкупно 680 млади. Тоа се редовни учесници кои што доаѓаат речиси секој ден. Тука може да се приклучат сите млади од 15 до 29 години. Младинскиот центар е баш добра прилика за младите самите да се изразуваат, односно да ги прошируваат своите мислења, да учат нешто ново, да се изразуваат самите себе си. Да има комуникација помеѓу младите, да има тие можност да се изразат. И градоначалникот на општина Македонски Брод вели дека единствен начин да се задржат младите во своите општини е да им се даде поголема вклученост во креирањето на политиките. Младите мора да бидат дел од нашата заедница и мора нивниот глас да се чуе. Планираме дека во иднина овој младински клуб да презрасне во еден бизнис инкубатор, каде што младите ќе ги развиваат и своите бизнис идеи, предлози за своји бизнис идеи. Во нашиот локален буџет исто ќе одвоиме определени финансиски средства кои ќе можат да ги помагаат развивањето на овие бизнис идеи. Доколку општините не ги вклучат активно младите во носењето на одлуките во локалните самоуправи, масовната миграција, особено онаа во помалите средини, ќе продолжи и понатаму.